во низата разговори. Денес на ред ни дојде Филип Николовски, човекот со прекрасен глас, познат во Прилеп, но минатата година преку една негова песна многу добро го запозна и цела Македонија. Добре ни дојде Филип во радио што се гледа. Добар ден на сите, добре ве најдов. Поздрав до сите гледачи. Како си, дали убаво ти почна 2025? Супер ми почна. Супер сум и јас, фала ви на прашањето, вие како сте ми? Многу убаво, еве со Николче овде зборуваме за тебе и денеска денот ни е посветен на тебе и на сето она што ти го правиш. Поздрав до Николче, име и поздрав и до тебе. Фала ти. По име да ти забратам, пошто се знаеме. Фала ти. Да си здрав и жив. Фала ти многу, те поздравуваме и ние. И кажи ни дали се изненади кога виде дека си предложен во листата на 13 величествени? Реално, фала ви многу на честа. Тоа е секако прифатено, меѓутоа да знаеш дека тоа се нешта кои всушност сме го слушнале гласот на нашите сограѓани, значи тие предложиле и ние едноставно само се согласивме дека твоето место е во листата на 13 величествени, токму заради она што ти го постигна минатата година. Ајде сега да ни... на моите сограѓани што ме предложиле да бидам дел од таа листа, фала ви вас секако на честа. Да ни кажеш сега каква беше таа магија, тоа доживување минатата година, да ни раскажеш онака да ги подсетиме сите што се случуваше во врска со твојата музичка кариера и што беше најважно. Па еве накратко, наставивме концертот во Скопје со групата Меморија, кој што ја преработија мојата песна Само на добро некај, која што е моја особена чест и задоволство, што еден таков култен бенд ја преработи мојата песна. И се појави со нив на сцената во Скопје, беше едно прекрасно искуство. Како публиката реагираше на песната, на твојот настап? Се забавуваа сите, скокаа, рипаа, премногу беше весело и преубаво. Како песната настана? Да се вратиме малку наназад. Значи, кој е текстописецот, кој ја напиша музиката, потоа имаше спот, да подсетиме малку на сето тоа. Песната настана во договор со Рубин Тимковски, кој што е сега гитарист во Меморија. Тој ја направи аранжманот и музиката, а текстот е на Дуле Темелковски. Така. И како почна? Песна за мојот живот, да си кажам така реално. Правивме улове што би правеле и дадовме на идеја дека треба да направиме песна за мојот живот и за сето она што јас сум го поминал во животот, но и покрај се сум останал, да речем, задоволен и среќен, а тоа го прави за мене најмногу музиката. И песната остана да се слуша и се надевам дека уште долги години ќе се слуша. Да, тоа беше едноставно си заживеа кај граѓаните, кај публиката. Мислам дека за една песна тоа е најважно, да остане и да се слуша. Како настана? Дали прво беше напишана музиката или текстот, кој едноставно предложи, како дојде до идејата за песната? Идејата е на Рубин. Така? Значи... Идејата е на Рубин, го склопи до некаде аранжманот тој, па потоа го добивме и текстот и направивме една убава целина која што се слуша и се гледа. Пошто и направивме и спот, и спотот е прекрасно изработен. Да, навистина. Ги сакам и си ги почитувам. И сега да ни кажеш, тоа е некако она што најмногу остави впечаток во 2024, но со што ќе не изненадиш во 2025 на музички план? Има некои преговори за нова песна, но со Господ напред ќе видиме како ќе се изведи се до тоа. Ние чекаме, а во меѓувреме гледам дека активно настапуваш и имаш настапи тука во прилепските локали, така? Има свирки, фала му на Бога, да. Супер. Ние многу ти благодариме, немој да не заборавиш кога новата песна ќе излезе, први нас да не известиш. Готово, нема проблем.
Ти посакувам убав ден, Филип, а ние се надевам дека на 13 февруари, кога ќе биде настанот поврзан со 13 величествени, секако пред тоа ќе те подсетиме и ќе те поканиме и се надевам дека се гледаме таму на 13 февруари. Гледаме секако. Убав ден Фала, и многу успех во 2025. Благодарам, исто убав ден и до вас. Поздрав до сите таму. Благодариме, поздрав. Поздрав и до сите гледачи и слушатели на Радио Пела. Благодариме. Поздрав и се најубаво. Поздрав.